Од 2012 до 2014 година во Република Македонија расте стапката на смртност кај жените со карцином на матка. Од 2015 пак до 2018 податоци за смртност нема, но има за порастот на заболени во 2016-та. Ако во 2011-та таа бројка била 15 жени, во 2016-та бројката изнесува 47. Овие фрапантни податоци последниве неколку години ги наполнија болничките ходници. Илјадници луѓе дневно минуваат низ ходниците на клиниката за онкологија. Влегуваат низ оваа врата со надеж дека утрешниот ден ќе донесе подобри резултати. Излегуваат со очи полни очај. Многу животи се променија токму од оваа клиника. Еден од нив е и животот на македонската модна дизајнерка Јована Филиповиќ. Несомнено, таа е една од најуспешните македонски модни дизајнерки. Публиката, конзументите, познавачите на модната култура го препознаа нејзиниот израз и оценија. Извонреден моден јазик, креативна височина и уметничка широчина. Која е Јована Филиповиќ? Родена е во Куманово во студен јануарски ден во 1989 година. Астролозите ќе речат дека се работи за личност со голема самодисциплина, која на овие личности им носи успех во тоа што го прават. За овие јарци животот е голем проект. Уживаат во победи, бараат верификација на сработеното и обожаваат да се во центарот на случувањата. Конкретно пак, за родените на незиниот ден, 4 јануари, се тврди дека и кога се млади се зрели, дека имаат безгранична амбиција, но дека се фер играчи што пак им носи бројни и големи успеси. Јована се до средното училиште живее во Куманово. Решила да студира моден дизајн. Од изборот не биле многу среќни најблиските незиното семејство, но таа има јасна представа што сака, што очекува од факултетот и што ќе работи. Дипломира како една од трите најдобри студенти на Академија Италијана. Дипломската колекција представува во Фиренца, Белград и во Скопје. Талентот што го поседува беше препознаен. 5 години подоцна свој колекции представува и во Шангај и Париз. Експериментира од облека со лед дизајн до трансформација на стар антички македонски накид во современ. Од почетокот се гради свој препознатлив стил, што рака на срце ретко кој млад дизајнер го има. Минимализмот е нејзина лична карта. Одушевена е од работата на Живанши и Александар Ванг. Се ужаснува од влијанието на фамилијата Кардашијан. Готвењето е нејзина втора пасија. Сака да патува, зашто од време на време атмосферата во Скопје знае да ја загуши, па ги пакува куферите и по неколку дена се враќа како нова. Тетоважите ги смета за современ уметнички израз. Тие се дел од неа и се нејзин споменар, означуваат значајни периоди од незиниот живот. Во 2012 година во април учествува на конкурсот Пелистерка Spark of Inspiration и освојува првата награда за дизајн на шиша. Бил понеделник, почеток на нова седмица. Се сеќава како вчера да било. По 2 дена во среда добива понуда која не се одбива. Работа во Катар. Таа е пресреќна, треба да се пакува, се радува зашто знае дека ќе сврти нов професионален и животен лист. Петок. Во агендата е запишано рутинска медицинска контрола и прослава на роденденот на незината мајка. Рутинската контрола станува кошмарна. Докторот и соопштува дека таа има рак. Шок. Дали сега и тука завршуваат сите соништа? Како да им се каже на незините родители? Свесна е за љубовта и за самодовербата кој тие ја давале. Но што сега? Ги знае сите чекори на болеста, сите процедури. Лекувањето кое следи зашто двајцата членови на незиното семејство веќе го изоделе патот за болниот рак. Операција, хемотерапија. По операцијата заминува во Охрид на рехабилитација, а во Скопје доаѓа само на терапии во клиниката за онкологија. Јована одлучила, новата состојба ќе ја прифати како лош филм што брзо ќе помине. Дека оваа борба ќе ја направи уште посилна за нови поголеми борби кои ја чекаат. Си ветила дека ќе биде добро, ќе дава љубов, ќе создава колекции и ќе се смее. Од тогаш, Јована тврди дека сите сетила и работат на различен начин. Сега вистински ја гледа убавината на животот, шаренилото, посебноста. Кога лошите мисли сакале да ја победат, таа се фрлала на работа. Во исто време со лекувањето ја подготвувала првата колекција со која се представи пред македонската публика. Во 2014 година го отвори своето студио во Скопје и создаде репрезентативен тим. И сега работи со страст и љубов. Континуирано раскажува нови модни приказни кои сака да бидат слушнати и надвор од земјава, подпишани како Јована Филиповиќ. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги соништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината.
Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Јована, најпрво ти благодарам затоа што одвои време и простор да раскажеш својата приказна за флексија. Ќе те вратам многу години наназад. Се сеќаваш ли на денот кога ја слушна дијагнозата? Каде беше, со кого беше, какви беа чувствата тогаш? Мислам дека никогаш нема да ја заборам таа недела, затоа што беа испомишани чувства на позитивни работи, на негативни работи и веројатно, да, никогаш нема да заборам. Почнувајќи од понеделникот, пошто понеделникот ја добив наградата за пелистерка, Spark of Fashion, и така некако почна позитивно неделата. Во средата веќе ја добив понуда за работа во Катар. Во четвртокот ми се јавија дека сум примена и дека треба да дојдам следна недела. Така да веќе бев тука во бунило, викам сега дали навистина ова се случува, не се случува. Меѓутоа во петокот, причината ради која што толку брзо отидов на прегледи, беше тоа што требаше да идам во Катар. Па така си викам, ајде сега морам за 2 дена да испозакажам се. И во петокот, за жал, ми соопштија дека имам карцином на матка. И ми беше шок. Си викам, не е сигурно, не е точно. Меѓутоа, со оглед на тоа дека во фамилијата веќе имав 2 случаи претходно, веќе бев на 50-50 дека можеби е точна дијагнозата. И во саботата беше, дека ме потврдија дека моето идење во Катар нема да се случи и дека ќе треба да останам во Македонија. Така да, никогаш нема да ги заборавам сите тие случувања што се случија во таа недела. Кој беше со тебе кога ја доби дијагнозата? Па првиот пат во петокот кога ми соопштија бев сама. И бев во шок, навистина бев во шок. Не знаев дали треба да верувам на докторите, не треба да верувам. Излегов од болницата со неверување, си викам не ми се случува. Пред се заради тоа што конечно ја добив работата на соништата. Не беше проблемот толку со дијагнозата, него си викам како можеше сега тоа што сега да се случи. Така да веднаш им се јавив на мојта, кои исто беа малтене во шок, не знаеа. Се плашеше ли да им се јавиш? Се плашеше ли да ми ја сообштиш дијагнозата? И реков на сестра ми да им се јави, затоа што не бев спремна да го изустам тоа дека воопшто имам некаков проблем. Значи, ја уште бев ги игнорира фактот дека нешто се случува. Тоа беше следното прашање. Кога беше моментот кога одлучи да ја прифатиш дијагнозата? Кога се помири со фактот дека имаш таква дијагноза? Па мислам дека веднаш се помирив, затоа што многу брзо сите тие испитувања на тамошни што требаше да доведат до понатамошното лечење, се тоа се случи толку брзо, значи во рок од 10 дена. Така да ја всушност немав и време да не се аклиматизирам на тамошните промени што ќе се случат. Така да веднаш уште во понеделникот, вторникот, среда, значи јас секојдневно бев на испитувања за да се види нели до кај е состојбата, што треба да се прави, така да мислам дека многу брзо всушност не имав простор за да си кажам чекај сега што се случува, него само бев онака као окей, тоа е тоа и сега кој е следниот чекор за да што треба да направиме. Кој беше следниот чекор? Катар отпаѓа од приказката, остануваш во Македонија и почнува патот, односно почнува лекувањето во Македонија. Тоа беше многу интересно дека им се јавив во Катар и им реков дека за 6 месеци јас ќе бидам сосема спремна за да се вратам. Нели ќе чуете ми ја позицијата, ќе дојдам за 6 месеци. И тие ми рекоа не е проблем. Значи завршиш што треба да завршиш, затоа што јас сериозно мислев дека тоа е нешто многу лесно. Како окей, ќе идам на операција, све ќе помине и јас за 6 месеци ќе идам. Откако бев на операцијата, се приселив тогаш во Охрид, каде што сакав да се повлечам малку за да внимавам на своето здравје, да правам работи за себе, да спремам колекција. Тогаш уште пред да отидам на онкологија, почнам да ја спремам следната колекција. Што всушност беше ствари мојата прва голема колекција што се случи баш во текот на лекувањето. Меѓутоа тоа беше некако мое
прикривалиште каде што можев да бидам сама со себе. И некако преку колекцијата можев да се изразам тоа што чувствувам. Додека лекувањето на онкологија има вкупно 6 терапии, така да откако заврши тоа ја спремив колекцијата, ја презентирав и брзо потоа заминав за Мадрид. Како се однесува околината во вакви ситуации? Како се однесуваат твоите блиски, пријателите? Се однесували кон тебе како кон болен човек или ги прифатија работите такви какви што се и прифатија дека ти сакаш да се бориш? Па, мислам дека никој, ама апсолутно никој не се однесуваше како да воопшто сум болна или имам некаква дијагноза. Дури самиот збор болен, затоа игнорирам да го кажам, затоа што тие не ми даваат да го кажам. Кога ги кажа болна сум, ми вика, не, ти имаш само некоја ситуација во моментов, што треба да ја решиш и ќе ја решиш и тоа е тоа. Благодарение на моите родители, што навистина мислам дека баш тогаш сватив колку најпрекрасни родители имам на свет, затоа што за не беа тие, веројатно толку немаше да бидам храбра во тој период. Затоа што тие беа, ама буквално секојдневно со мене, меѓутоа никој не ме гледаше како нешто да имам проблем. Него животот продолжи дури многу поубаво како што бил претходно. Нормално дека они се трудеа, тоа не дека беше подобро, меѓутоа они се трудеа да дадат максимум што можеа за да јас не се почувствувам поинаква, затоа што во тие периоди нормално е да имате горе-доле, сега што ќе правам, ама зошто јас, па после тоа се е супер, па после пак зошто јас, зошто мораше да мене да ми се случи. Меѓутоа, благодарение на сите мои и блиски пријатели и фамилијата, тоа помина баш така како што помина. Претпоставувам имало денови кога не ти се станувало од кревет, кога не си сакал да правиш ништо. Освен поддршката на твоите родители, на семејството, на блиските пријатели, како се мотивираше сама себе си да станеш и да продолжиш? Па некако го сетирав самиот мозок дека едноставно не може да не продолжам. И тоа некако мото ми остана и ден денес, за буквално за се, дали е за работата, дали е за едноставно не може да не можеш. Значи, затоа што во животот се може да се направи. Сега колку прашањето е колку сакаш. И тогаш си викав, значи јас не сакам да станам и сакам да бидам жртва на тоа што ми се случува. И во моментот кога ќе го кажам зборот жртва, се сеќавам дека уопште зошто? Затоа што мислам нема потреба да бидам жртва. Затоа што тој лош филм заврши и ја некако добив втора шанса. Ја не сум жртва, јас сум едноставно победник на тоа што допрва следи. Во таа твоја првична борба со болеста или со ситуацијата, како што ја кажа ти сама, каков беше фидбекот од институциите? Какви се твоите искуства таму? Во тој период сам сега од оваа гледна точка дури не можам да се сетам, затоа што некако тоа ми е ставено таму некаде и не беше лесно затоа што нели идеш на прегледи, па чекаш, па сега кои резултати ќе ги добиеш. Меѓутоа во сите институции кај што бев, во повеќето од нив, мислам, дури сепак, пошто пак ќе кажам, тоа беше многу кратко пред операцијата и после тоа беше се некако многу брзо се случи, така да ја немав период на дека морам цело време да посетувам институции, дека и некако пак ќе кажам, тоа го сватив како окей, денеска ми е работа да отидам на тоа и тоа место и тоа ќе го завршам и затоа не го осетив како никој напорен на процесот. И сите институции кај што бев, леле, стварно не се сеќавам на тој период. Многу во врска со... Па окей беше, поиме немам. Ова се ходниците на онкологија. Долги, за пациентите тескобни, многу често доживеани како безизлезни. Но дали и колку ова е само пропратна станица на долгиот и тежок пат наречен живот. Здравиот човек има многу желби, болниот само една, да оздраве. И веројатно ова би било излитена фраза доколку многумина кои се ставени на животен тест не го почувствувале здравствениот проблем на своја кожа. Статистиката вели дека во земјава секој ден по 4 жени заболуваат од рак. Секоја година на клиниката за онкологија се регистрираат по 5000 ново заболени. За болеста, лекувањето, себе прифаќањето, разговаравме со првиот човек на клиниката за онкологија, професор доктор Нино Васев. А ракот е тешка болест, но не е неизлечива. Најпрво да дефинираме што се подразбира под терминот рак, односно кога некој е болен од рак.
нема неизлечива болест, има само неизлечив пациент. То уопште не е то филозофија, него е апсолутно точно. Значи, апсолутно не знаете, protože ова болест има многу дефинирани работи, науката многу работи ми ги појасни последните 10 години, ги појаснува секојдневно, но и они сами се зачудуваат што све искача. Новите Нобелова награда што добија оваа година, значи научниците добија за таа дупла имуна инхибиција, значи на рецептори кои практички самата болест прави лажни рецептори што ги лаже вашите имуни клетки дека не е рак. Се открива дека самиот карцином, значи има интелигенција као некоја своја да може да го излаже организмот дека не е. Пак тоа е и целата тајна како тоа нашиот организам, како тоа ние викаме рак, само да ми го отстрани, тоа се ваши клетки, тоа не се туѓи клетки. Тоа се наше ткиво, тоа наши клетки. Значи самата пошто сме, мислам, на почеток на една не голема револуција, него на една иднина кај што сигурно генетски многу работи ќе се докажат. Но зошто настанува ракот кај некој не, тоа сега за сега, значи, осим од 2-3% случаи што може да предвидите генетски, е невозможно да се предвиди. Значи, неизлечива болест сигурно не е, а неизлечиви пациенти има. Ракот е една од водечките причини за смртност во светот со вкупна бројка од 8,2 милиони регистрирани случаи годишно. Но голем број од нив можат да се спречат доколку се откријат во рана фаза. На клиниката за онкологија во моментов се лекуваат голем број на пациенти. На овој институт има 5000 нови пациенти секоја година. И тој број полека расте, значи не расте само затоа што ракот станува почест и таа болест е сега поопсежна, таа е иста, но се открива во поранешна фаза, така да се зголемува приливот на пациенти што порано не би ни дошле у мали фази, кај што многу од нив и терапијата уствари само таблети, кај многу од нив, у рана фаза зборам. Тоа е сепак мал број од пациенти, значи не повеќе од 10-20%, че ние имаме пациенти на овој институт кај што не се дава терапија освен таблети, никаква друга, што се у таква фаза и дојдени. Раното дијагностицирање може да се постигне со навремени прегледи и тогаш успешноста на лекувањето е уште поголема. Се зголемува бројот на пациенти кои надминале болеста на 21. век. Над 20% од пациентите се сосема здрави, благодарение на новите иновативни лекови, терапии и препораки. Па значи лекувањето е некогаш и да кажете дека не треба лекување. Значи исто е кај многу тешки болни лекувањето е дел од лечење, опција на лечење да не го лечите. Значи тоа е опција на лечење кај многу тешка болест. Исто кај болест у многу мал стадиум, значи инситу, ние одбираме, значи, обсервација кај многу пати или зависи дали има уопште можност да се направи некоја анализа на тоа ткиво, ако испадне дека е позитивно на рецептори, ако има доволно ткиво да се направи нешто, што инситу, значи, тоа на самиот почеток. Но тука се дава зрачени, таблети. И колку време трае процесот на лекување? Процесот на кој зависи. Значи, има класични процеси што се лечи, да кажеме, дојка после операција или пред операција може се даде терапија што денес веќе тренд и мислам дека кај некои имунохистохемиски докажани случаи веќе кај нас ќе стане стандард, тоа неоадјувантна, значи терапија пред операција. Значи, ќе има се повеќе пациенти во помали стадиуми кај што ќе се даде таа терапија. Третманите траат долг период, а кај некои од пациентите има видливи промени во физичкиот изглед, како што е губењето на косата, колку при процесот на лекување е многу важна психичката подготвеност на пациентите за себе прифаќањето и прифаќањето на болеста. Драго ми е за овакви прашања кои беа невозможни пред 20 години. Значи, одно што многу од нас што работиме онкологија стално кажуваме дека значи, уште пред 20 години тоа губење на коса, губење на дојка и губење на сексуалност на жената не затоа што е изгубена, него затоа што жената психолошки стварно се осеќа од тие моменти, стварно можда најниско ниво целиот свој живот, значи да изгубиш коса, па една дојка или две, една обично,
Значи, стварно не е лесно да се понесе. И апсолутно више се знае, а и нашиот институт активно работи на програма и ќе имаме психолог, имаме више, ќе имаме и место кај што ќе работи многу скоро со помош на двете групи за рак на дојка, значи борка како најголема, има една помала од Велес што исто мислам да ги има 50 би бил најсен, што повише групи за волонтарно што работа за помош и психолошка поддршка на жени со рак на дојка се многу битни. Ми е драго што имам се повеќе пациенти што сами се толку јаки, толку знаат, не се толку малце колку што ја мислам. Значи, секој ден само те изненадуваат со начинот како они мирно, тивко се средуваат со таа. Се борат. Сигурно болеста не знаеме зашто доаѓа, али тоа е една може да прифатиме, сигурно не е лесно дента да прифатиш кога ќе ти кажат имате рак на дојка, треба да се извади дојка, али животот треба да зема сите негови длабочини. Значи, како човек тие светови може да ги отвори, ако не може сам, затоа е таа помош многу битна на почеток. Последните неколку години се инсистира на поврзаноста на храната со здравието. Има ли тука науката факти колку таа помага во здравието на човекот, особено кога ракот е во прашање? Ова што кажате е одлично, затоа што има толку информации, не само интернет, веројатно и ке слушнете од луѓе, секој година се менјават, земете ова, антиоксиданси, се испена после многу време со антиоксиданси, дека они и не се толку добри баш за симање секој ден големи количини. Витамин С е еден од најстарите антиоксиданси, но начин како ќе го примите исто многу значи. Има форми на С витамин што ќе се ресорбираат, форми не. Но, генерално, за дојка, можем да кажем, друго е гастроинтестинална болест, кај што е врзана со стомак, црева, кај што тука сигурно дека промена во исхраната ќе доведе до резултат. Полесно, што е болеста таму. Не, кој имате грип, а вас не ви се јаде. Сигурно дека не може да продолжите со ист начин на исхрана, сигурно не треба све да фрлите. Кога имате болест на стомак, дебело црево, желудец, нормално. Ќе јадете потечна храна, нели? Тој е нормално, тој е операција на жолчка, па ќе ви дадат една цела. Но за дојката баш испитување вршено од Journal of American Medical Association, JAMA, што ние го викаме огромен труд 20 години направени од кинези што се преселиле во Америка, што јаделе храна во некој провинција, па ја смениле храна, па има многу разни варијанти од таа статистика и заклучувам кај рак на дојка дека не делува исхрана. Генерално кај рак. Изборам кај рак на дојка, али не кај рак на дебело црево. И тука мислам дека тука исхраната е еден дел. Но специфично тоа да биде исхрана, кај што тоа сигурно нутрионисти може да помогнат тоа, да немам ништо против. Но да се прави фама како едно време од макробиотика. Ја, кога бе примен овде, беше мода макробиотика. Може да сте чуле, може да не. Веројатно сте чуле. Таа у Шведска дава да сите болни од што имат рак, макробиотика. И после некој време се докаже дека таа е уствари штетна. Не е штетна дека им носи болест, него дека многу од нутрициенти што им биле потребно на пациенти не ги зимале. Јас сум имал пациенти што ќерки ги терале да зимат макробиотика, плачеле. Не можам више тоа да го јадам. Сега смее пациент да се тера нешто. Сигурно на сила не може ништо ни да одземете ни да дајете. Но кој рак на дојка отворено дека нема исхраната директна врска со рак на дојка. Но има дебелината. Значи, последно време, значи, физичка активност и рак на дојка, значи, малце се одвајат кривите последно кај дебелите. Значи, што послаба пациентка со активна, она има помалце шанси, многу боли шанси да биде здрава до крај на живот, тоа више утврдено. Али сигурно дека и физичката активност дава многу и на психолошкиот дел на жената да се осеќа здрава. Значи, има многу тука варианти, но директно да ние даваме некој дека треба се смени исхрана. Еве, ја не јадам месо 20 години, ама не забранувам месо на никој. Нити би забране, затоа што не е докаже дека месо прави нешто, кога се докаже, ќе бидам први. Пациентот желбата да смени исхраната, кажува и за неговата волја и да се лечи, што не е лошо. Ја уопште немам проблем, нити би забране некој да ја смени храната. Не, ова ја вас ви го кажем, али на пациентка која сака да смени, вика, можеш да ја смениш, сите знаеме што е штетно. Да. Едно чоколадо да 100 грама, ама 200,
А уз филм иде и 300, сега зависи од филмот. Значи, знаеме сите што е штетно, но сигурно да не забораваме во последно време и нашата цела земја, ако приметувате и по социјални мрежи, ние сме малце едно 2-3 години, една чудно, малце возбудена нација со еднин доста речникот се смени, доста смени. Зборам на социјални мрежи, ова што се гледа, па и у дискусии меѓу, да не зборам за политизирање за свет. Че ние сега треба вака, да не гледаме само преку уста што влегува, да гледаме што преку уши и очи влегува. Ајде, тоа е едно, ако сите чула да ги употребат. Зашто исто и тоа се дешава и со канабис, и со други. Зашто мислиме ние дека стално преку уста ќе ни влезе излекувањето? Зашто не преку очи? Оваа болест, состојба, ситуација, борба, со која периодов се соочува скоро па секој едно семејство во државата, исцрпува многу. Го уморува умот, го исцрпува телото, го празни паричникот. Како се да минува брзо, освен времето во чекалната на онкологија. Да, И изтрпува. психички, и физички, Особено емотивно. моментот со идење, најтежок ми беше моментот на идење на онкологија. Не толку процесот дека тоа морам да го поминам, него процесот на чекање. Па сега треба да дојде твојот ред, па таму треба да чекаш. Мислам дека единствено тој момент ми беше тежок, потежок од останатите. Затоа што да, чекаш резултати после тоа, па на 3 недели идеш, па повторно, и мислам дека сите што се соочуваат со оваа или слична болест, мислам дека тоа е тоа што всушност те убива во тој момент. Затоа што тоа исчекување да затоа што ти чекаш, ти не знаеш дали сега ќе си добар, сега си добар, меѓутоа не знаеш за 3 недели може нешто ќе ти се случи. Тој страв ти прави тензија и нервоза и тоа се тие слаби, единствено можеби слаби, мислам не единствено, ама меѓу послабите моменти што сум ги имала се тие неколку сати додека чекам, затоа што стравот превладува. После првата операција ти си добра? Колкав е тој временски период кога ти се чувствуваш одлично, резултатите се добри и што правиш ти и за себе, меѓутоа и за оно што го работиш денес во тие моменти? Па како што кажав, уште додека се лекував, почнав да ја спремам новата колекција и не престанав. Значи, константно работев на, без разлика дали ако не е колекција, цртав, читав и некако сакав духот да си го негувам. Сакав да го негувам тоа што јас го носам, затоа што во тие моменти сватив некако што сум пропуштила во минатото и што добив лекција за тоа што треба да направам во иднината. Зашто се каеше најмногу во тие моменти? Се каев најмногу за тоа дека не зборев. Некако мислам дека тоа ми е останато како не зборувањето за тоа што сакам и не сакам, што веројатно сум сега најдов начин тоа да го искажам преку моите колекции, да бидам погласна. А за друго не сакам. Да, мислам дека за ништо друго не сакам, освен за тоа. Се случува и втората операција? Втората операција веќе не е поврзана со тоа претходно. Втората операција се случи исто откако се решив конечно да тргнам на мастер. И втората операција мислам дека ми беше како лекција дека треба нешто да сменам, ама сега стварно треба да сменам и дека треба фокусот да ми биде на мене. Барем ја така тоа го доживеав како знак дека сега е време да застанеш. Значи доста беше правиш што правиш, а сега треба да застанеш и да се фокусираш на себе. И што направи? Веднаш после тоа го отворив својата студија. Иако планот беше да идем на мастер и нели да студирам надвор, да работам надвор, сватив дека уствари мислам дека сум требала да останам тука, што тоа ми беше буквално како знак. Значи не идеш никаде, еве проба еднаш, не отиде, проба вториот пат, не идеш никаде. Така да едноставно решив и тоа беше многу спонтано. Значи седев со моите и им реков, ја мислам дека треба да отворам своје студио, мислам треба да работам на својот бренд, ама треба да работам од тука. Така да во мај 2014 година го отворив својата прва студија.
болест остава здравствени последици кај тебе и без оглед на се, ти не се повлекуваш, туку решаваш да се оствариш во една сосема поинаква улога. Одлучуваш да работиш како моден дизајнер кај нас. Како изгледа денес да се биде моден дизајнер во Македонија? Во времето кога почнував јас, мислам дека уште не беше до толку прифатена идејата да се биде дека ние имаме модни дизајнери, дека треба да се купува од македонски брендови. Така да пошто завршив 2010-та, тоа да е скоро 10 години. Некако затоа и всушност сакав да идам надвор, затоа што сметав дека тука нема да можам да се изразам, затоа што луѓето се викав не купуваат македонски дизајн, значи ја нема да можам да се објаснам и излезе дека е сосема спротивно, затоа што има луѓе што сакаат и луѓе што почитуваат буквално се што работиме. Така да многу ми е драго дека ете универзумот не знам што се спои и ми кажа да останам тука и да почнам да творам своја нова приказна. Да почнам да создавам еден свој универзум каде што луѓето го почитуваат на вистина тоа што го работам и едва чека да направам некоја нова колекција, да представам, едноставно да дадам дел од тоа што ја веќе го носам како човек, како дизајнер. Сама ги спомена последиците за човек кој што го интересира мода, кој што работи мода, на кој што му е важно како некој изгледа. Како се носеше со моментите кога ти опаѓаше косата и сличните физички моменти кои што беа очигледни и кои што покажуваа, даваа некакви знаци, дека сепак се бориш со некаква ситуација? Не е лесно, затоа што во моментот кога сваќаш дека телото мора да претрпи промени, сакал или не сакал, е шок, без разлика за каков тип на болест да се случува. И пак е прифаќање и неприфаќање на таа состојба. Значи јас за среќа имав да го работам тоа што го работам, па никако можев да експериментирам. И во тој момент некако дури и си дадов слобода за работи што не сум ги носела, сега да ги носам. Турбани, марами, долги фустани, што дури луѓе што стварно никогаш не ме виделе во некој, кажа као, во ти стои. И баш си дадов слобода да пробам се, што дали е кратка коса, дали се многу други работи што и ден денес ги носам благодарение на тој период. Меѓутоа не е во првиот момент не е едноставно затоа што е шок, како секој нормален човек кој ќе се соочи со било каква промена е малку непријатно. Мислам не е убаво, навистина не е убаво. Ги поминуваш сите овие периоди, го надминуваш се тоа и се случува повторно Италија. Како заминуваш во Италија? Италија се случува повторпат. Тако се почнав да верувам во тоа дека има некоја сила што ми кажува дека мора да пошто дипломската колекција бране во Ференца и уште тогаш некако се реков ќе се вратам во овој град, не знам како. И после тоа нели се случија моите желби за да отидам да работам, па си сакав да идам во Лондон, меѓутоа ете после 8 години јас решив да се вратам во Ференца и да се запишам на мастер. И сега интересна е приказната за како стигнав на мастерот. Сум истражував цело време, дури мајка ми што би рекла дека уште пред да се запишам на факултет, јас сум рекла дека ќе отидам на мастер во Италија. Не се сеќам на тој период, ама она вика дека ти си не отиде на мастер уште пред да се запишеш на факултет. Така да и тоа било неизбежно, веројатно ете сум морала да стигнам некако до Ференца. И тоа е градот кај што си ветив дека еден ден се надевам дека ќе успеам да го проширам брендот, затоа што некако е дел од мојата животна приказна. И лани се решив да конечно да се запишам на мастер, затоа што така некако ме носеше животот и така некако ми остана тоа дека морам тоа да го направам за себе си. Се запишав на Полимота на мастерот за креативен директор. Не случајно го избрав тој мастер, затоа што некако е како дополнување на тоа што го работам сега. Затоа што веќе работам како креативен директор во својот бренд и сакав да се дообучувам за тоа што треба да направам како следни чекори за брендот, за тоа како да го пласирам брендот надвор. Луѓето кои што те знаат овде, твоите пријатели, семејството знае за оваа твоја борба, меѓутоа вака кога излегуваш надвор, ја носиш ли таа своја борба со себе?
Знаат ли новите пријатели со што си се соочила и каков пат си поминала до сега? Знаат. Мислам, јас воопшто не го крием тоа, затоа што сметам дека тоа е, како што кажав, секој човек си има своја борба. За некого е ситуација, за некого е борба, за некого е многу полошо, затоа што па и тогаш сватив дека има многу полоши работи од тоа што мене ми се случува. И секој човек си има своја борба, дали е голема, дали е мала, дали е фатална, дали е травматична. Така да за мене таа борба е дел од мене. Ја и да сакам да го игнорирам тој факт, не можам. И гледам тоа да го презентирам како некое искуство и да ги натерам, не можам да ги натерам, меѓутоа да го презентирам како нешто што дека било кој што се соочува со било каков проблем може да го надмине. Само треба да се сака и е борба. Мислам, пред се е психичка борба. Мислам, е физичка, ама е многу физичка и ментална борба, затоа што секојдневно треба да си повторуваш дека окей, утре ќе станам, животот е убав, утре е нов ден. Така да, сакала или не кела, секој ден е ново утро. Мислам, секој ден е нова приказна, така да тоа е дел од мене, што и ден денес си го повторувам и ми е лекција. Така да и да отидам и на крај на светот, таа борба ќе ја носам со себе. И последна ваква промена, последна ваква животна борба, се случува некаква животна генералка. Чистиш ли околу себе луѓе, чистиш ли околу себе лоши мисли, негативни емоции? Бришеш ли луѓе од списокот, од животот? Па не сум тип на човек што некако брише. Мислам дека таа елиминација на дали се луѓе или едноставно приказни некои во животот што биле па сега ги нема, некако се случуваат по природен пат. Не е дека е намерно или едноставно луѓето се менуваат, се растеме, така да мислам дека и секој тоа го прави. Сега после се има ли некакво животно мото? Како го почнуваш денот? Што те носи низ денот, денес, после се? Многу работи ме носат. Некако се научив да се смеем, се научив да се радувам. Не дека не сум се радувала претходно, меѓутоа сега некако сваќам дека нема, секој ден е нова приказна, нема назад. Значи нема назад за денот, нема назад за зборовите. Научив да слушам уште повеќе. Научив да се слушам себе си пред се. Да се радувам само со себе си и со блиските околу мене, затоа што навистина животот е толку краток. И никој не може да знае како ќе заврши денот, како ќе заврши утрешниот ден, како ќе биде следната година. Така да битно е овој момент сега, битно е тоа што ќе се случи наредните 10 минути, затоа што нема назад. И тоа мислам дека ми е најголемата лекција што ја научив. Дека прави го тоа што навистина го чувствував, затоа што жално е да го правиш тоа што другите очекуваат од тебе. По завршувањето на мастерот во Италија, повторно се враќаш овде. Пред да те прашам што ти донеси Италија, ќе те прашам зошто се врати. Да, мислам дека тоа е најчестото прашање што ги имам, што ми го поставуваат луѓето откако си ме вратена. Се вратив затоа што исто така сватив колку вреди ова што го имам овде. И научив, тоа беше и поентата, да отидам таму и се надевав дека ќе стигнам до точка да сватам кои се моите пропусти во овие неколку години кои што го развивам веќе мојот бренд и што можам да направам сега понатаму со него, затоа што целта од секогаш ми била да имам свој бренд и да работам на него и веќе да го проширам надвор. Никогаш не ми била да работам за некој друг. Не викам дека може нема да се случи, во иднина никој не може да знае, меѓутоа се вратив затоа што сватив колку вреди тоа што го имам тука и сета таа борба за тоа да го почнам овој бизнис од нула ќе беше залудна ако само останев таму. Тоа ми беа тоа се уствари зборови на моите ментори. Затоа што ја бев единствената што има собствен бренд, конкретно на нашиот мастер. И мислам дека они ми ги отвори очите уште повеќе да сватам тоа што имам всушност јас. Така практично што ти донесе Италија? Што научи на мастерот во Италија?
Па научни и животни лекции, од тоа како е да се стане од сабајле, да има време за себе. Тоа беше најпрекрасно, да мислам дека затоа што тука сум 24/7 на работа, а таму имав време да станам од сабајле, да се напијам кафе, да прочитам некоја книга дури пред да умеѓу време да работам со колегиве тука. Така да некако првично, што е многу битно, успеав да си направам некој друг концепт на работа, поразличен што го имав тука. И сватив дека е возможно тој концепт да го имам и тука, затоа што сега имам и слободно време од сабајле да се напијам кафе, тоа се да изгледа поинаку. Научив многу работи, затоа што самиот мастер беше многу комплексен и имаше предмети што ја дури не сум ни замислила дека треба да ги работам како креативен директор или како дизајнер во сопствениот бренд. На крај излезе дека имам уште многу ставки што треба да ги додадам во сопственото работење. Така да еве откако сум вратена, работам на тоа да го подобрам имиџот на брендот, да спремам нова колекција. И благодарение на целиот тим што ги имам, овие 10 месеци успеа да бидат едни од најпосебните 10 месеци што ги имав поврзани со мојата работа. Затоа што да не беа и тие, немаше да успеам да студирам и да работам паралелно. За крај, дали го правиш оно што го чувствуваш, оно што го сакаш и дали има моменти кога и ден денес се уште живееш во некаков страв? Да, имам страв од тоа дека можеби нема да успеам да си ги остварам сите соништа. И затоа сум понекогаш хиперактивна, затоа што понекогаш брзам, затоа никогаш денот ми трае 48 сати, само поради тоа страва дека нема да успеам да направам се што замислувам. Страв некогаш имам кога идам на прегледи, пак од истата причина дека, меѓутоа, еве како што зборам со луѓето околу мене, сите, мислам дека сите го имаат веќе тој страв. Затоа што живееме во општество во 21 век кога веќе нема човек што не се соочува, пак ќе кажам, со нешто. Така да, ете, тој страв можам да го споменам. А дали живееш како што сакаш? Дефинитивно. Ти благодарам многу, ти посакувам да го надминеш тој страв и да си ги исполниш сите соништа. Благодарам на поканата и се надам се гледам повторно. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. Она што јас го преживеав е многу мал дел во споредба на она што во моментов го преживуваат многумина други. Секому може да му се случи, но и на мене може да ми се повтори. Ова е ставот со кој што Јована Филиповиќ го почнува, но и го завршува секој нов ден. Без страв од нови промени. Напротив, со храброст и силна волја за нови животни приказни. Денес животот пишува многу улоги за жената. Од сопруга, мајка, пријателка. Тетка, домакинка, адвокатка, докторка, успешна, плашлива, силна, слаба, храбра, сама, со семејство, дизајнерка. Само една, болеста ја одзема на Јована. Има начини да ја дополни. Може би токму затоа пак и дава храброст и сила со оваа своја приказна, да мотивира, да поттикнува, да расте и да се развива во она што од неј изостана после една ваква голема промена.